Испраќам апел до владата и до нашиот добар градоначалник, што може да ни помогнат со неопходните потребни средства. Иначе, нека загазуваме храна, се потроши жетвата што прибрахме, житните култури, слами, сено имаме за еден месец, дали у добри услови, дали у зимски услови да прекараме со ситниот добиток. Да, првично после ова што го видовме, значи ако може така да кажем дека ги поделиме на два дела, ова што може да учиниме, тоа е нешто ургентно што треба да се направи утре и тоа веќе во разговорите ќе видиме што е најнеопходно и тоа ќе го направиме. Бидејќи како што кажа дека доста од ситниот добиток е низ планините, тоа мора да се собере. И по полето. Мора да се собере сето тоа, секако дека пчелните семејства кои се изгорени, но тоа не се знае дали се сите на број, и ако ги гледаме кошниците, да видиме што може околу поддршка за презимувањето на пчелните семејства, она што е за добиточна храна, што кажа дека е веќе изгорено, тоа ќе гледаме дека во наредните денови најбрзо што е можно да донесеме. Тоа се овие ургентни активности кои што може да ги направиме како министерство, како луѓе, затоа и сме тука да видиме на лице место и верувам дека ова е првичен чекор, а секако дека понатаму ќе има овие штети што ги споменавте, колку се тие проценти, ќе еден период ќе треба да се направи таа проценка и секако тоа ќе биде обештетување преку владата, но тоа е една друга постапка која ќе трае секако подолго. На нас ова ни е најбитно и најургентно да видиме што може да се зачува добитокот тука, да се обезбеди храна за самиот добиток и да им се помогне, да кажам така, зимово да се претера. Битно е дека еве сите се добри тука, живи, здрави, да маката заедничка е, маката заедно ќе ја тераме и се надевам дека ќе излеземе од ова на крај наредната година во една добра кондиција, самата фарма да обстојува, бидејќи како што слушнавме дека и канти силење тоа се сепак годишни приходи. Па што сме собирали цела година, тоа е се. Така да, еве, ќе настојуваме максимално, значи да не се осети толкава штета како што ја гледаме. Испраќам апел до владата и до нашиот добар градоначалник, што може да ни помогнат со неопходните потребни средства. Иначе, нека загазуваме храна, се потроши жетвата што прибрахме, житните култури, слами, сено имаме за еден месец, дали у добри услови, дали у зимски услови да прекараме со ситниот добиток. Да, првично после ова што го видовме, значи ако може така да кажем дека ги поделиме на два дела, ова што може да учиниме, тоа е нешто ургентно што треба да се направи утре и тоа веќе во разговорите ќе видиме што е најнеопходно и тоа ќе го направиме. Бидејќи како што кажа дека доста од ситниот добиток е низ планините, тоа
пчелните семејства кои се изгорени, но тоа не се знае дали се сите на број, и ако ги гледаме кошниците, да видиме што може околу поддршка за презимувањето на пчелните семејства. Она што е за добиточна храна, што кажа дека е веќе изгорено, тоа ќе гледаме дека во наредните денови најбрзо што е можно да донесеме. Тоа се овие ургентни активности кои што може да ги направиме како министерство, како луѓе, затоа и сме тука да видиме на лице место, и верувам дека ова е првичен чекор, а секако дека понатаму ќе има овие штети што ги споменавте, колку се тие проценти, ќе еден период ќе треба да се направи таа проценка, и секако тоа ќе биде обештетување преку владата, но тоа е една друга постапка која ќе трае секако подолго. На нас ова ни е најбитно и најургентно да видиме што може да се зачува добитокот тука, да се обезбеди храна за самиот добиток и да им се помогне, да кажам така, зимово да се претера. Битно е дека еве сите се добри тука, живи, здрави, да маката заедничка е, маката заедно ќе ја тераме, и се надевам дека ќе излеземе од ова на крај наредната година во една добра кондиција, самата фарма да обстојува, бидејќи како што слушнавме дека и канти силење тоа се сепак годишни приходи. Па што сме собирали цела година, това е се. Така да, еве, ќе настојуваме максимално, значи да не се осети толкава штета како што ја гледаме.